Целиот свет е посветен на пронаоѓање ефикасна вакцина која треба да помогне во борбата со пандемијата на COVID-19. Во моментов се работи на речиси 150 вакцини кои се во различни фази од развој. Но само 10 се во понапредна фаза во која се прават испитувања врз луѓе. Една од нив е на Универзитетот Оксфорд. Бранко Ритман волонтираше да биде дел од овие испитувања. Не можев да придонесам на друг значаен начин зашто не сум здравствен професионалец, не работам во болница, не сум медицински техничар. Мислам дека вакцината е единствениот пат по кој можеме да се вратиме во нормала и да живееме со вирусот на начин кој нема да иштети на економијата, кој нема да ги разделува луѓето. Волонтерите пред 6 недели примија вакцина пошто започна следење на нивната состојба. Направив лабораториски тест после 1 месец. Следниот ќе биде по 3 месеци, па по 6, а потоа по 1 година. Проверуваат дали имам антитела во крвта, освен тоа и самиот се тестирам со обичниот PCR тест секоја недела. Еден од интересните елементи во испитувањето во кое е вклучен Ритман е тоа што дел од волонтерите всушност не примија вакцина, туку плацебо. Плацебо вакцината што ја добија 50% од луѓето всушност е вакцина за менингитис која вообичаено ја добиваме како деца. Јас не знам дали доби вакцина за менингитис, но во секој случај доби вакцина. Не знам дали ја добив таа против ковид, но тие ми рекоа дека се однесувам нормално, исто како да не сум примил вакцина. Ритман вели дека досега не имал несакани последици и е горд што е дел од овие испитувања. 6 месеци ги немам видено моите родители. Многу луѓе ги немаат видено постарите членови на нивните семејства. Затоа мислам дека е должност на секој да направи се за да се забрза решението. Експертите велат дека е можно вакцината да стане достапна за користење кон крајот на оваа година или кон почетокот на следната.